Трпе Инвест Охрид. Винарија Охрид има потреба од сезонски работници за преработка на грозје. За подетални информации обратете се во Винарија Охрид. Дневницата изнесува 2500 денари. Последниот продолжен августовски викенд носи нов бран туристи во Охрид. Градот е препон со гости од земјава и странство, а бројните настани што се одржуваат денови дополнително ја збогатуваат туристичката понуда. Во тек е Охрид Ватерфест, а започна и четвртиот Охрид Джез фестивал. Од локалната велат со ваквите манифестации се продолжува туристичката сезона. Тие се манифестации кои што ние како локална самоуправа почнавме да ги организираме, веќе растат од година во година, добиваат на бројност и покрај квантитетот кој што можеби не е толку значаен во вкупната бројка на туристи кои што добиваат, сепак добиваме на квалитет, односно туристи кои што покрај Охрид го сакаат и Охридското езеро и природните убавини кои што ние како град имаме и да ги понудиме. Полни улици, ресторани, шеталишта и плажи е сликата што деновиве ја испреќа главниот туристички центар. Туристите велат, многу им се допаѓа Охрид. Први пат сум у Охрид. Ова ми е прв пат во Охрид. Прекрасно е. Изгледа како на море, како Јадранско море. Сега се враќам назад, дојдов како музичарка, настапував на фестивалот синоќа и добив награда. Beğendik ilk başta gördüğümüzde nasıl? Најмногу ми се допадна езерото. Толку е големо и навистина ме воодушеви. Тоа ми остави најголем впечаток. Сега ќе продолжиме со разгледување и навистина многу ми се допаѓа Охрид. Day 3 for a total of 9 days. Трет ден сме тука од вкупно 9 дена и навистина уживаме. Македонија е прекрасна. Ми се допаѓа Битола, Скопје, се ни се допаѓа, но Охрид ми е омилен. This is my favorite Ohrid. 3,5 години заминав тука мама и тате и после 19 години се вратив во Македонија за одмор. Убаво, многу преубаво. Убаво, јас знам кај мој роден крај, кај Скопје ми е убаво многу. И тука е многу убаво Охрид езеро. Многу убаво. Одлично. Септември и октомври продолжуваат да пристигнуваат организирани групи гости. Меѓу нив се и полските туристи за кои Охрид е еднодневна екскурзија од Албанија. And right now this part of the Balkans is very, very popular. Во моментов, овој дел од Балканот е многу популарен меѓу полските туристи. Многу луѓе кога доаѓаат во Албанија, доаѓаат и во Охрид. Значи, ова е многу популарна дестинација. Всушност, сакаат да видат нешто поинакво, па затоа ја избираат Македонија. И секогаш велат дека за нив тоа е многу убаво искуство. Некои од нив велат дека сакаат повторно да се вратат овде. Се уште е рано да се оценува успешноста на летната туристичка сезона, но според последните податоци на Државниот завод и статистика објавени овој месец во првата половина од 2026 година забележан е пад на бројот на туристи за 0,5%. Кај домашните туристи има пад од 3,1% додека бројот на странските туристи е зголемен за 0,3%. До крајот на септември годинава системот за сообраќаен надзор безбеден град ќе биде комплетно ставен во функција на територијата на СБР Охрид. Тоа значи дека системот ќе ги опфати Охрид, Струга и Кичево, како и сите населени места околу нив, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски за ТВ Сител. Системот на подрачјето на СБР Охрид почна постепено да се воведува во текот на годинава. Од крајот на април во Охрид и Струга беа инсталирани вкупно 40 сообраќајни камери, наменети за евидентирање на сообраќајни прекршоци и зголемување на безбедноста во сообраќајот. Камери и потребната инфраструктура се поставени на повеќе фреквентни сообраќајници локации, меѓу кои кружните текови кај ОЕМУТ Светинаум Охридски, кај поранешна Охридска банка во центарот на Охрид и на други места. Дел од системот е поставен и на патниот правец Охрид Кичево. 4 камери се инсталирани во близина на селата Горенци и Требеништа, како и кај Ботун и Новосело во Дебрца.
Во второто тримесечје од 2026 година природниот прираст во Охрид е негативен и изнесува минус 51, покажуваат најновите податоци објавени од Државниот завод за статистика. Во овој период се регистрирани 101 живородено дете, што во споредба со истиот период од 2025 година представува зголемување за 2,97%. Во второто тромесечје од 2026 во Охрид починале 152 лица, од кои едно е умрено доенче. Негативниот природен прираст од минус 51 значи дека бројот на живородени деца е за толку помало од бројот на починати лица. Во Охрид во ова тримесечје се склучени 94 бракови, додека регистрирани се 12 разведени бракови. За разлика од Охрид, во второто тримесечје од 2026 година Струга бележи позитивен природен прираст од 20. Во Струга се регистрирани 112 живородени деца, додека починале 92 лица, од кои се 2 новороденчиња. Во истото тромесечје во Струга се склучени 82 бракови, а регистрирани се 21 разведен брак. На ниво на целата држава, природниот прираст во второто тромесечје е негативен и изнесува минус 1005. Во второто тромесечје во споредба со истиот период од минатата година, бројот на живородени деца изнесува 3684 и е намален за 3%. Во ова тромесечје од годината се склучени 2732 бракови, а нивниот број е намален за 2,2% во споредба со истиот период лани. Регистрирани се и 406 разведени бракови. Кармен Боуцентар ви донесува метео. Денеска во Охрид имавме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Максималната дневна температура се искачи до 34 степени. Утре во Охрид сончево и топло со мала локална облачност, попладне со услови за нестабилност со дожд, грмежи и засилен ветер. Минималната температура од 19 степени, а дневната ќе достигне до 34 степени. Во Македонија утре температурите ќе се движат во интервал од најниска од 11 степени до максимална дневна до 37 степени Целзиусови. За време на викендов, времето предпладне ќе биде сончево и топло, а попладне наместа ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со пороен дожд. Во новата работна седмица ќе биде сончево и топло со услови за слаба локална нестабилност во попладневните часови.